Кире, бидејќи тој рано утрово се наоѓа неколку пати јас најави во католичката црква во центарот на Скопје оваа година, така се паѓа, католичките верници една недела пред православните го слават Христовото воскресение, а сходно на тоа денес за нив е најтажниот, најтешкиот ден во годината, тоа е Велики петок или распнувањето на телото на Исус Христос. Како се одбележува овој ден кај католичките верници, но и како да се разбира подготовките за Христовото воскресение Великден, оваа приказна во живо токму од центарот на Скопје, од католичката црква, ни ја носи нашиот колега Кирил Стојанов. Кирил, добро ти утро. Александар, добро утро. Поздрав од католичката црква во Скопје, Пресвето срце Исусово. Денес го празнуваме, го одбележуваме Велики петок, најтажниот ден во годината, денот на Христовото раѓање, како што е запишано, денот кога и сонцето затемни и земјата се тресеше, кога Синот Божи висеше. За тоа како се одбележува најтажниот ден во годината, која е символиката на Велики петок, меѓутоа како течат подготовките, како Велики петок не подготвува за Великден, ќе зборуваме со отец Зоран Стојанов од католичката црква. Еве, најпрви добро утро, најтажниот ден во црквата, Велики петок, која е символиката и значењето на овој ден во црквата? Еве, добро утро, иако денеска на Велики петок дури и тоа е тешко да се употреби добро утро или добар ден, но во секој случај ве поздравувам вас во денот кога го одбележуваме настанот кој што ја промени историјата на човештвото, кога Господ Исус Христос беше предаден, мачен и распнат на крстот. Символиката сама по себе има многу големо значење, затоа што уште од средновечието е позната изреката дека без Велики петок нема воскресение, односно нема Великден. И ако тоа уште своевремено Светата Катерина од Сиена, Света Катерина Сиенска го рекла и црквата го прифатила тој начин на размислување дека Велики петок е точката во која што Господ Исус Христос ќе настрада заради нас и потенцираме дека секогаш е настрадал невино, настрадал заради нашите греови, а тоа значи дека тоа негово страдање е поврзано со она што било ветено од Бог на почетокот на создавањето, дека ќе го испрати својот син за да може да ги победи сите искушенија. Знаете, Велики петок сам по себе може би е најтажниот ден, но е круна на завршеток на Великиот Великденски пост, затоа што постот е време кое што ние се подготвуваме за да дојдеме до Велики петок. А кога некој за нешто се подготвува, тоа значи дека треба да биде спремен и на поднесување на некои жртви. Значи, денеска завршува оној период кога Великиот пост преминува во денови на исчекување, а доаѓа после она подсетување на почетокот на постот, кога ќе ги слушнеме зборовите човеку сети се дека си прав и во прав ќе се вратиш, нели? И нормално дека со тоа одење низ Великиот пост ние добиваме сила да се спротивставуваме на сите искушенија кои што ни се праќаат. Знаете, постот како дел од животот на христијанинот не значи дека се одрекувам од ова, почнувам тоа, или мора да бидеме спремни дека секој во својот живот мора да се соочи со искушенија, и кои што искушенија кулминираат токму на Велики петок, кога невинниот Син Божи, кој што во исто време е човек и Бог, ќе биде предаден во рацете на мачителите, кои што ќе бидат под влијание на оние кои што се плашеле од
доаѓањето на вистината во светот, кој што е Господ Исус Христос, и бараат некој начин за да можат да го зопрат. Знаете, тогашниот голем свештеник во еврејството Каифа, знаејќи или не знаејќи, ќе ја каже целата вистина, која ќе рече подобро е да настрада еден човек отколку да страда целиот народ. Да, Христовото страдање кулминира денеска во денот на Велики петок, но со тоа и ни дава надеж дека Господ Исус Христос навистина ќе слезе во адот и ќе ги победи сите оние работи кои што го спречуваат да биде отворен рајот за човечкото битие. Така, гледајќи ја црквата овде во Скопје, она што може да се забележи е отворениот кивот, кој што обично е затворен и кај што стои телото и крвта Христови. Го гледаме гробот кој што е покриен. Која е символиката на отворениот кивот и што тоа значи денес во црквата? Да, Велики петок е карактеристичен ден во литургиската година во црквата, било тоа во источната, било во западната црква. Значи, на Велики петок значајно да се каже дека тоа е така наречен алитургиски ден или ден кога не се служи света литургија. Затоа кивотот или табернакол, како што го нарекуваат во латинската традиција, е отворен со видливо испразнето телото Христово. Значи не е во кивотот телото Христово, затоа што Христос на денешниот ден во маките и расмнувањето умира и е положен во гробот, затоа и го имаме од оваа страна гробот кој што символизира Христовото полагање во гробот после она цета мака и предание кое што го истрпел. Така бе, ако Велики петок е денот кога Христос умира, Велик ден е денот кога Христос ќе воскресне, како од денешниот најтежен ден верниците се подготвуваат за исчекувањето на Велик ден, што е оно што следува до големото Христово доаѓање и воскресење? Да, видите, знаете, Христовото мачење, Христовите маки кои што тој ги претрпува во сите овие години на минато на христијанство, се развила една многу убава молитва која што ја нарекуваме крстен пат или молење на крстниот пат, кој што пак го символизира целото Христово страдање од делот на преданието кој го предаваат Господа Исуса Христа. Знаете, тоа е многу тешкиот момент кој што Исус ќе го доживее кога еден од неговите ученици по име Јуда Искариот ќе го предаде со некои своји теории и со некои своји замисли дека преку тоа ќе го натера да направи некои чуда или преку тоа ќе заработи некои пари. Сето тоа е оној дел кој што никога црквата нема да дознае за овој акт кој што го прави Јуда, но точно знаеме дека тоа на Господ Исус Христос многу му тежело, многу го мачело и потоа доаѓа оној дел кога Исус е исправен да биде суден. Нема никакви докази, нема никаква вина зошто да биде суден, му товараат еден тежок крст или дрво кое што треба да го носи и молењето на тој дел од Евангелието кое што земено ние денеска го нарекуваме крстен пат и е составен дел во молењето на Велики петок. Значи крстниот пат се моли цела година кога човек сака, меѓутоа на специфичен начин се препорачува во времето на големиот великденски пост и денеска на денот на Велики петок. Тоа е, знаете, Велики петок сам по себе го носи оној дел кога ние треба да размислуваме што се преживел Господ Исус Христос поради нашите греови, кога тој паѓа под крстот, кога ја среќава својата мајка. Знаете, тука е вклучена и Богородица, која што го среќава својот син единороден и знае дека нема никаква вина, а ги гледа луѓето кои што некни на цветници вика Осанна, 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 сеја викат растми го, растми го. Покажувањето колку човекот може да биде под влијание на сите искушенија
и тоа е молитвата на крстниот пат, која што и денеска на Велики петок ја молиме, да ни покаже дека Господ Исус Христос не случајно кога ги среќава ерусалимските жени, ќе им рече: керки ерусалимски, не плачете за мене, туку плачете за своите деца, нели, за своите чеда, зашто кога човек знае да сподели од својата болка и од своето жртвување, да сподели за другиот, тоа значи дека сочувствува со другиот и му го облажнува болот кој што го носи. Нормално дека и Господ Исус Христос на тоа одење на крстниот пат, на таа калварија, не е тоа така едноставно и лесно. Значи 3 пати имаме сведоштво дека паѓа под крстот. Но и покрај неговото паѓање тој се издигнува, се крева и продолжува понатаму. Значи полагањето на Господ Исус Христос во гробот, нам христијаните, на денешниот ден, Велики петок, ни дава една надеж дека тоа не е крајот на животот, туку тоа е она надеж на христијанинот дека после Велики петок доаѓа Воскресение или Великден. Така бе, вчера беше одбележан Велики четврток, денеска е Велики петок, во 18 часот ќе има оние работи кои што црквата ги пропишува за Велики петок. Утре е воскресната литургија навечера, потоа е одбележувањето на Великден. Која е пораката која што се испраќа на овој Великден во едни околности во кои што живееме и во Македонија, меѓутоа и во светот? Значи, живееме еден многу тешок момент, тоа не за тоа што е Велики петок, туку за тоа што историјата во овој момент ја пишуваат посилните и ја прават многу тешка за многу широки маси на луѓе во светот. Значи, покрај Блискиот Исток, кој што со години веќе нема мир, немаме мир цели 4 години на европско тло во Украина. Значи, тоа е оној дел кој што секако како црква и нашиот бископ и папата во Рим повикуваат на мир, кој што да се надеваме дека преку празникот Воскресение Христово и ќе дојде. Пораката за Великден е да сватиме дека Воскресението Христово значи воскресение или можност на воскресение на сите души. А знаете, воскресението не е обично оживување, воскресението е нешто кое што нам ни дава да станеме дел од Царството Небесно, кога повеќе нема да има ниту бол, ниту страдање. А ако Исус Христос дојде поради тоа, за да ни го отвори Царството Небесно, нема поголема порака од Воскресниот ден или од денот Великден, туку да сватиме дека ние сите сме повикани да бидеме дел од Царството Небесно и да бидеме дел од вечниот живот. Цран, ви благодарам за разговорот и за споделените информации, меѓутоа размислување за тоа што значи Велики петок и како и на кој начин верниците се подготвуваат за големиот празник Великден. Благодарам јас. Еве, слушнавме од католичката црква овде во Скопје за тоа кое е значењето на Велики петок, најтажниот ден во црквата, зошто е значаен, на кој начин се одбележува и која е символика која што е носи, меѓутоа и како и на кој начин треба да се подготвиме за Великден преку сите оние молитви кои што црквата ги пропишува, за да можеме во сабота навечер и во недела да го прославиме големиот празник Христовото Воскресение Великден. Така е, Кире, ти благодариме и на професионалноста и на сиве овие информации кои што ни ги испорача денес. Честитки се разбира за празникот, ќе упатиме вака и пред време, бидејќи нема да можеме да го упатиме оној највесел поздрав, нели, до сите католици.